Вардар против Гер во битка за големата титула во ракометната лига на шампионките. Ова е исходот по ововедниот ден од завршниот турнир на 4 најдобри екипи во елитното надпреварување кој што се одржува во Будимпешта. Во полуфиналните средби нашиот Вардар ја го победи Букурешт, додека Гер беше подобар од Будуćност. Ракометарките на Вардар со 38-33 го победија Букурешт, го детронизираа, што значи дека го славеа против бранителот на титулата, му се одмаздија на овој тим за ланската полуфинална елиминација, но најважно од се, конечно го разбија полуфиналниот малер, затоа што дури во четвртиот обид нашите ракометарки успеа да стигнат до финалната пресметка. Во сите 3 претходни години Вардар завршуваше поразен во полуфиналето. Како изгледаше полуфиналниот дуел против Букурешт? Вардар беше сигурен, моќен и доминантен во овоедното полувреме. Предноста почна да ја гради уште во овоедните минути од оваа средба, некаде во 10-та минута веќе имаше опипливи 6 гола предност. Потоа продолжи во континуитет да ја зголемува позитивата. Вардар во тој период одигра безпрекорни минути, беше фуриозен и константно ја зголемуваше предноста и беше единствениот тим на теренот. Дојде до невисоки 11 гола предност и тогаш веќе се беше јасно околу победникот и исходот на оваа средба. Малку пред полувремето ракометарките на Букурешт успеа малку да ја поднамалат оваа разлика. Во второто полувреме Вардар го намали интензитетот, што може и да биде за очекување со оглед дека не можеше да се повторат тие безпрекорни минути од првото полувреме, па особено беше ова впечатливо во последните минути од средбата, кога ракометарките на Букурешт успеа да ја поднамалат оваа предност на пристојни 5 гола разлика до крајот на 38-33 за полуфинална победа на Вардар. Јованка Радичевиќ и Андреа Пенезич со по 7 гола беа први стрелци во нашите редови. Андреа Лекиќ постигна 1 гол помалку. Во продолжение предлагам да ги чуеме и првичните еуфорични реакции и изјави на нашите ракометарки дадени веднаш по завршувањето на надпреварот. Веројатно е тешко да опишеме колку го посакувавме ова финале. 3 неуспешни обиди, можете да замислите самите како се чувствува секој спортист. Можеби тој притисок беше преголем. Ние мирно го одигравме овој меч сите 60 минути. Енергијата беше вистинска. Би сакала да ги елиминираме грешките. Утре да уживаме во финалето, затоа што за секој спортист нема поголемо нешто од тоа да играш во финалето пред преполна сала. Финал Лига шампиона е нешто најлепше што можете пожелите. Пресрекна сум, мислам дека заслуживме. Овие 3 години созрявме како тим за конечно да влеземе во финалето. Знам дека многумина не веруваа во тоа. Многумина зборуваа дека во Вардар сме само за да земаме пари, но никој не знае ни што поменуваме цела сезона и што е нашата цел. Верувајте дека сите мои индивидуални награди би ги дала за трофеот во Лигата на шампионите. Пресрекна сум, немаме многу време да славиме, мора да се одмориме. Гера во предност ќе има повеќе време за одмор, но сигурно утре ќе има крвава војна. Од нас имаше више времена за одмор, али сигурно да ќе бит крвави рад сутра. Стварно одиграле смо како што сме се договорили. Одигравме како што се договоривме, како вистински тим. По 4 години го заслужуваме ова финале. Утре нема што да изгубиме, одиме со глава и ќе се обидеме да ја освоиме европската титула. И пробуваме да освоиме европска титула. Вардар Гер во финалето на овогодинешното издание на завршниот турнир на 4 најдобри екипи во ракометната лига на шампионките. Битка на 2 големи тима за 1 голем трофеј, многу значаен за двата состава. Нашиот Вардар дебитира во финалето и за прв пат ќе се бори за титулата во елитното надпреварување. Средбата е закажана за 17 часот и 45 минути.